Здраво, Миријана, ви благодарам што прифативте да бидете дел од дискусијата институција на можните иднини. Вие сте долго време работите во оваа институција од 1983 година на одделот за документација, збирки и колекција. Така да би сакала првото прашање кој што ни го отвара нашиот разговор е која беше ситуацијата која што ја затекнавте кога дојдовте на оваа позиција? Да, ситуацијата може многу да се зборува, но еве за оваа прилика накратко ќе ви кажам дека бидејќи тогаш постоеше се викаше уметничка галерија и постоеше само овој еден објект да од Пашинама, мислам дека беше многу колекцијата сместена беше добро, меѓутоа многу стегнато, со што се оневозможуваше убаво да се разгледуваат сликите, да се пратат, дали нешто се случува, дали изгребана, дали е чукната. За кратко време, бидејќи тогашниот раководител ни беше архитект, он направи некои услови подобри, се малку проширивме и така. Трпеле многу измени. Баш заради тоа што е еден објект, таа е убав и многу уметници сакаат да излагаат тука. Така што колекцијата и помалку ја вадевме од депо. Се случуваше летниот период, да речеме, да изложиме дел као поставка национална и зимски период, кога е нели ладно и нема многу посета, сепак да има кој сака да види македонското современо сликарство. За жал имаме ни една збирка долго време тука, југословенска е вика, од поранешните југословенски републики. Таа многу малку е вадена од депо. Кога се проширивме 2002 година, кога се отвори Чифтеама, таа цела колекција отиде тамо, се смести во депоата и еден известен период направивме еден вид поставка на еден период се нарекуваше од класицизам кон модернизам и беа на изложени извонредни дела. Мислам, таа збирка содржи стварно добри дела, тоа се автори меѓународно признати, пред се завршиле факултет во Виена, во Париз, во Милано и каде се не низ Европа. Тие се многу, дури има дела и од 19 век, има почеток на 20 век, меѓу кои да не ги набројувам се колку видни од Сава Шумановиќ, Урош Предич, првите импресионисти словенечки. Значи, таа колекција од поранешните југословенски републики има врвни дела. Меѓу другото, сите републики знаат дека ние поседуваме тие познати автори. Некои се од крајот на 19 век, некои се од почеток на 20 век. И тие се застапени во познати монографии, ретроспективи и така натаму. Мене ми е жал што таа збирка не се излага почесто, некако стана интерес повеќе уметници да излагаат и поради конзерваторски работи. Тоа е проблем број 2 на колекцијата, односно да не речам и главен број 1, ние немаме добро конзерваторско одделение. Тоа цел живот ме мачеше и се грижав ради тоа. Не е дека не баравме средства, него едноставно немало простор и така, некои причини се потребно една национална галерија, потребно е да има добро конзерваторско одделение, посебно што ние имаме слики нели од крајот на 19 век, кои што веќе се попукани, некој забот на времето или платното се оштетило и така натаму. Треба да се пратат, треба да се конзервираат и нас ни помагале Републичкиот завод, тогаш се викаше за конзервација, меѓутоа друго е во самата куќа кога има. Проблем за галеријава секогаш не било за вработените, велам, тесно за работа, комотно за да истражуваш, да проверуваш, да влегуваш во депо или да вадиш слика. Тоа било многу отежнато и мислам дека требаше државата да се погрижи да се направи барем еден работен простор, овие да си останат изложбени, Чифтеама, Мидаут Пашинама, како изложбени објекти. Меѓутоа, за вработените, за конзервација, за столарска работилница, како нели секоја национална галерија што поседува, впрочем, е убаво да си има простор и мир, и кога пишуваш и кога истражуваш, не може во галама, во една соба, во една канцеларија сместени повеќе кустоси и така натаму. Значи имало тешки периоди.
Инаку водењето на документацијата, да, се водело и пред мене, пред да дојдам јас, меѓутоа, јас кога стапив тука на работа 83-та, се воведа едни нови, да кажам, инвентарни книги, влезна, излезна, книга за изложби, тие бе едни формати големи и се воде рачно. Меѓутоа, нели, како што развојот си течеше, така се воведоа компјутерите. После тоа се трудевме тоа се што и беше запишано да се внесе во компјутер. Сега е многу полесно, мислам, иако не сум се уште задоволна, така и отидов од овде. Треба да се направи убав компјутерски програм за многу полесно да се најде некој дело кога ви треба, или да правите изложба, да речеме, од автори, ако е тоа пейсаж, онда сите пейсажи, да тој програм ги извади одма сите пейсажи или сите мртви природи, многу полесно за работа. Или по азбучен ред, може ако е презимето на М, Мартиновски, онда сите автори со презиме на М да ви излезат, тоа се убави програми и таков еден период ние имавме, но за жал, како се менува раководителите, така се менува и тие работи. Сега имаше дури идеја да тој компјутерски систем да влеземе во мрежа, цела Македонија да знаеме ние кога правиме ретроспектива, да знаеме што има во Штип, што има во Струмица, што има во Охрид, и многу полесно да после контактираш со колегите и да кажеш да, тие дела ми треба за оваа ретроспектива. Оти, рече си, сите поголеми градови во Македонија имаат дела од наши автори. За откупната политика сакав исто да ви кажам дека од секогаш се водело сметка. Јас, еве колку години тука, над 30 години сум била, иако се менувало начинот на кој што тоа се водеше, значи постојава воглавном 3 начина. Една беше политика внатре во куќата, што ја сметам за примарна и важна, бидејќи ние знаевме што имаме, што немаме, што треба да се пополни како период, како развој на македонската современа уметност. Друго беше што градот водеше и државната политика. Значи, постоева во тоа време комисии, републичка и градска, меѓутоа беше интересно што таа комисија ги посетуваше изложбите што беа, да речем, во тек, и онда одлучува што би откупила комисијата после на наредните софти. И тоа е добра работа. Така што, ќе се создадеше подобра државна збирка, таа збирка одеше еден дел кај нас, еден дел во Музеј на современа уметност, еден дел одеше во некои градови кај што исто така им требаат дела. Велам, беше добро и можеа да се користат некои идеи и од времето на социјализмот, да речем. Сега, полека таа откупна политика некако згасна, замре, и тоа многу ретко се откупуваа дела. Многу ретко, дури кога поднесувавме барања, ја лично поднесував барање секоја година во програмата, да речеме во поставката ни недостасува или сме позајмиле на реверс дело, кое што треба, нели, не може да го држиш ти на реверс 5 години, 6 години, да го откупиме од фамилијата. Многу тешко беше. И тука се наметнува, генерално и во вашиот разговор сега, ги опфативте повеќето од темите за кои што сакавме да разговараме. Значи, проблемите за кои што се соочува оваа институција изминативе 40 на години. И мислам дека треба уште еднашка да го повториме едно од клучните, можеби не толку клучно, едно од важните прашања за оваа колекција. Тоа е земањето на дела на реверс за поставување во државни институции и колку тоа функционира. И воопшто, мислам, по самото прашање, зашто воопшто се зема? Не се практикуваше тоа, да се даваат дела во институции, односно многу малку и многу ретко, така да не беше проблем. Некако последниве години, да речам, 10-тина, што може да и повеќе, почнаа да се даваат, ајде за ке председателот, за некои видни министерства, али кај министерот, и онда раководителите одлучувале. Знаете како, ја не се сложував со тоа, да речеме, затоа што знаев дека како ќе ги земат, многу тешко ги враќаат. Едноставно се навикнуваат на нејзе во својот кабинет и ретко кој, а и немаме една навика, да речем, кај луѓето, да кој ќе му заврши мандатот, едноставно да го прочита договорот и во договорот стои дека треба да се врата делата.
Па сега друг како дојде, може би ќе сака друг тип на дела. Онда ја исто така апелирав стално да не се даваат стари дела многу. Старите дела бараат посебен режим на чување, посебен режим на им смета сончеви зраци, па треба сликата да се прати дали работи, дали попукала, дали не, дали има парно во близина. Знаете, таму претежно тоа немавме проблем со парламентот си има своја збирка и мислам таму си имат и свој човек кој се грижи за тоа. Јас им давав совет кога имав и кога сме правиле ревизија, проверка, попис на делата, стално им давав совет дека треба да си или да има човек кој што ќе се грижи за делата и ќе ни јави евентуално ако нешто или било да се дислоцира. Тоа не, они некој од нив и тоа правеа, без да не известат, ќе преместа сликата и наредната година кога правиме попис, онда ни отежнува да ја најдеме. Тоа е многу тешко и многу напнато. Не знам зашто се однесуваат. Они мислат дека ако се државни, онда се и нивни. Не е тоа. Ние водиме евиденција, ние водиме инвентарна книга, влезна книга, излезна книга, правиме документи на издавање. И некако се научија сите министерства да бараат дела. А не знам зашто не купуваат своји дела, зашто не си градат своја збирка, затоа што има автори зашто мора да бидат скапи, не мора ни најскапи слики да стават. Него има и млади автори кои што имаат убави слики, може да си ги закачат и тие. Јас и тоа им давав идеја, ќе им помогнеме ако треба како комисија, сум се нудела ако да помогнеме, службата за општи заеднички работи, кога веќе купуваат аута, или мебел, скап, зошто да не купат и слики? Сега кога збориме веќе ке сликите, така во приватни се отворија, нели со текот на времето многу приватни галерии. Ќе видиш нека убава слика, тоа пред се, мислам дека треба државата тие стари слики да ги откупува. А не додат некаде кај што нема, се губи трагот на сликата, се губи, не знаеш каде да ја бараш. Едноставно, многу традициите полека се гаснат. Од тоа ни беше полесно порано. Знаевме кои се колекционери, знаевме кај да се јавиме. Сега е многу потешко. И ова нека биде, да застанеме тука и ова нека биде некаква основа за разговорот кој што ќе се случува на 12 декември во Национална галерија. Ви благодарам, Мирјана, многу за вашето учество.